Добар ден, почитувани, и поздрав од националната арена Тодор Проески во Скопје. Пред нас е големото финално соочување, битката за титулата од фудбалскиот куп на Македонија. За Академија Пандев ова е прв пласман во финалињата и за младиот состав на Југослав Тренчовски ова е еден предизвик во кој што треба да покажат и докажат дека оние резултати кои што ги имаат во домашното фудбалско првенство не за случајност, туку се она што го направија во оваа надпреварувачка година во првата фудбалска конкуренција може да го повторат и во фудбалскиот куп на Македонија, откако претходно успеа да ги анулира и да ги елиминира Лабуништа, Брегалница, Кораб, Победа и во големото финале доаѓа предизвикот во името на Македонија. Ѓорче Петров, кој имаше многу потежок пат до големото финале, ги елиминираше и Вардар, и Работнички, а тука се уште и Беласица во претходната елиминацијска рунда. Потука велиме дека фаворитот можеби на хартија Академија Пандев, но шансите се 50-50, барем според ставовите на Југослав Тренчовски и на Александар Таневски на официјалната пресконференција која се одржи вчера на националната арена Тодор Проески. Следува химната на нашата земја. Околу 2000 навивачи се собраа денеска да го следат во живо надпреварот меѓу Македонија Ѓорче Петров и Академија Пандев на националната арена Тодор Проески. Секако сите останати на еден ТВ имаат можност да уживаат во најголемото возбудување пред она кое ни престои, а тоа е настапот на нашата фудбалска репрезентација во продолжението од евроквалификациите. Се уште сме со клубски фудбал, ова представува само една мала увертира за она што го очекува нашиот главен град, нашата метропола и нашата земја. Ги гледаме судиите, Маријан Ецковски го предводи судиското трио, ќе му помагаат Карајанов и Јордановски, а помошници еден и втор дополнителен се Зоранчо Темелков и Петар Мантев. Тоа е се што се однесува до судската правда. Посакуваме денеска да немаат многу работа, да гледаме еден фер и коректен надпревар во кој што ќе преовладува атрактивниот фудбал. Начинот на кој што игра овие два тима во досегашниот тек од сезоната да го продолжат во истил и во ова големо финале. Наскоро ќе ги дознаеме и составите на двата тима кои што денеска се борат за трофеот. Александар Таневски за Македонија Ѓорче Петров, во првиот тим ги повика на голот Јовановски. Тука се бразилците Да Силва, потоа Нето, капитенот Божиновски, Робсон Да Силва, Кристијан Кировски, Кристијан Пецов, Кристијан Филиповски, Гама Андре Лукас, Сабит Билали и Дејан Тантуровски. Тоа е стартната 11-ка, нема многу изненадување во почетниот состав на Македонија Ѓорче Петров. На клупата останаа Димовски, Мишевски, Блажевски, Демир Стојчевски, Стојановски и Карваљо Едуардо. Тоа е изборот на Александар Таневски. За Академија Пандев, исто така без многу изненадување, во почетната 11-ка се Чубраковиќ, Атанасковски, Димов Илиев, Костов, Стоилов, Миловановиќ, Дориев, Сашко Пандев, капитенот на тимот Кристијан Стојковски и Стојанче Велинов.
На клупата на Југослав Тренчовски ќе чекаат шанса Денковски, Иванов, Крстовски, Томовски, нашиот поранешен репрезентативец Ванче Шиков, како Јацо Стојков, а тука е и Михаил Маневски. 4-2-3-1, идентична формација на двата тима, со по еден наистурен во нападот, во центарот на вниманието секако кај домаќините е Христијан Кировски, првиот стрелец на екипата на Македонија Ѓорче Петров во досегашниот тек од сезоната. Во првата фудбалска конкуренција постигна 12 голови, на спротивната страна Љупче Дориев 16 голови за екипата на Пандев и ќе видиме како денеска ќе се представат најдобрите поединци во двата тима. Го очекуваме и почетниот свиреш на нашиот и ваш главен судија Маријан Ецковски. Старт на големото финале. Академија Пандев атакува на првата титула во историјата на нивното постоење, додека пак Македонија Ѓорче Петров по трет пат ќе се бори за трофеот, веќе еднаш го има освоено и тоа во 2006 година. Стоилов, па Велинов ја остави топката на Стоилов. Дориев остава за Сашко Пандев, има простор пред него. Лево Атанасковски бие Сашко Пандев и каков погодок на капитенот на Академија Пандев. Само 10 минути му беа потребни на Сашко Пандев за да му донесе водство на неговиот тим од 1-0. Прекрасна реализација. Еден удар кој што ќе го памети долго носителот на капитенската лента на екипата од Струмица. Верувам дека ќе се потсети на оној важен негов гол во минатото од фудбалскиот куп на Македонија. Уште еднаш лево со левата нога во негов стил. Ова беше неодбранливо. Јовановски ја виде топката, но само во својата мрежа. Изминува 21-та минута. Ицковски бара да се смират страстите. А тамо во дуел ми се чини дека е Христијан Кировски и Димов. Се подготвува Да Силва, бие и еден! Еве тама историја на Робсон Да Силва Рубињо. Каков прекрасен гол од прекинот слободен удар во 21-та минута. Носи издрмнување фудбалерот кој пристигна во Ѓорче како лев бек, а сега игра на офанзивната плеймейкерска позиција откриен од Александар Таневски на подготовките во Турција. Уште еднаш ова ремек дело на Робсон Да Силва. Чубраковиќ не можеше ни да ја допре топката при овој обид да интервенира во 39-та измина. Стартуваше 40-та минута. Да Силва директно по голот на Чубраковиќ и Велинов. Со пета атрактивно за Дориев. Влегува во 16-тикот, се мести на лева, бие и не е прецизен. Љупче Дориев. Успева да ја подигне неговата игра. Миловановиќ. Добар центар шут. Стоилов. Се уште Стоилов и брани Јовановски. Ја смири топката. Бара поддршка ја добива во Робсон Да Силва. Овој одново се мести на удар. Добро додавање за Паду Карваљо. Ќе стигне и Христијан Кировски. Бие и брани Чубраковиќ. Нето. Да Силва за Христијан Кировски. Добра можност за Кировски. Отиде во десно, застана, враќа назад до Паду Карваљо. Робсон Да Силва. И чека и ја дочекува поддршката во Пецов. Центар шут од Пецов. Добра можност и 2:1. 2:1 за Македонија. Ѓорче Петров, прекрасен гол и завршница. Во оваа 84-та минута се исплатеше трпеливоста на Ѓорче Петровци во овој напад. Не брзаше Робсон Да Силва. Карваљо остави таа топка да стигне до него. Овој врати и се радуваат главовите од Ѓорче на 4 минути до крајот од регуларните 90. Уште еднаш Пецов бие со глава. Дејан Тантуровски, 84-та минута за фудбалерот кој што се почесто постигнува голови кога тоа најмногу му треба на екипата и на составот на Александар Таневски. На потеке Академија Пандев.
Што сега, како по овој гол во овие завршни 5 минути плюс судиското надополнување. И веднаш, добар напад, што од ова, и ќе има пенал. Ќе има пенал. Се огласи Марија Нецковски, покажува кон белата точка. Само 1 минута по оној гол на Дејан Тантуровски, пенал за Академија Пандев. Ќе го видим уште еднаш стартот во 16-тникот на Марко Јовановски. Не може да поверува. Гама пеналва за што се одлучи главниот судија. Шанса за Дориев да му донесе израмнување на неговиот тим во 86-та минута. Го бодри пеналва Јовановски. Дуел на еден од најдобрите голмани во домашниот шампионат и еден од најдобрите стрелци. 16 гола во првата лига за Љупче Дориев. Повеќето се разбира од пенал. Дориев против Јовановски. И погодува, го испрати на спротивната страна. 2:2. Дориев, 86-та минута влегува во бележникот. Заменик капитенот на Академија Пандев носи нова драма на националната арена Тодор Проески. Сега на потек се Македонија Ѓорче Петров. Ќе успеат ли да се вратат од овој шок фудбалерите на Александар Таневски? Се уште има време во овие регуларни 90. Се врати да ја прибере оваа топка и Велинов, сега тој во улога на плеймейкер. Дориев против Пецов. Оди Дориев во лево, па додавање кон Стоилов. Добар удар. Веќе даден гол. Да Силва на прва статива. Боби Божиновски брани Чубраковиќ. Тој ли Чубраковиќ? Брани Чубраковиќ. Бие и гол. Бие Карваљо и погодува 1:1. И погодува Дориев. Веќе одбрани еден пенал голманот на Академија Пандев. И не успева повтор пат да го направи тоа. Бие Илиев и одлично, мајсторски. И уште една прекрасна одбрана на Чубраковиќ. Стојан Човелинов. Против Јовановски, гол! Академија Пандев е новиот освојувач на фудбалскиот куп на Македонија. Гол за титула, погодок од пенал на Велинов во пенал рулетот 4:2. Председателот на ФФМ Мухамед Сејдини ќе го предаде пехарот на Сашко Пандев. Ова е момент за историја за Академија Пандев. Честитки за сите кои се бореа за овој успех во клубот од Струмица.